Почитувани, ви посакувам добре дојде на оваа гала церемонија на која ќе ги одликуваме новите предводници на целите за одржлив развој. 17 цели кои ги сплотуваат идеите за подобро утре на сите нас заедно, а обврска секому е индивидуалната работа за општо добро. Целите за одржлив развој се акциски план за фер глобализација за сите. До 2030 година имаме 10 години за таа визија да стане реалност, а таму може да стигнеме само заедно. Оваа гала церемонија се одржува по втор пат, а мноштво активности поврзани со целите за одржлив развој се спроведуваат од Connect, чиј штогодишен план за работа е поддржан од Civica Mobilitas. Иницијативите за целите за одржлив развој во бизнис секторот ги поддржува и мрежата на глобалниот договор во Северна Македонија. Во следното видео се запознаваме повеќе со Connect. Connect е непрофитна организација која го поттикнува и промовира приватното донирање и општествената одговорност, насочено кон одржлив и долгорочен развој на земјата и регионот. Connect им овозможува на граѓаните и особено на компаниите да вложуваат во заедниците каде живеат и делуваат. Експертите во Connect им помагаат на компаниите да ја остварат својата општествена одговорност и да придонесат за просперитет и одржлив развој. Препознавајќи ја уникатната улога на сите чинители, Connect ги поврзува компаниите со граѓанските организации, институциите и локалните заедници во партнерства за заеднички да изнаоѓаат решенија за предизвиците што ги споделуваат и да ги остваруваат целите за одржлив развој. Наградите предводници на целите за одржлив развој се реализираат во соработка со мрежата на Глобалниот договор во Северна Македонија. Глобалниот договор на Обединетите нации е најголемата светска иницијатива за корпоративна одржливост. Насекаде низ светот, државите своите стратегии и политики ги создаваат преку рамката на целите за одржлив развој. За нивната важност, особено во економскиот развој, ќе слушнеме повеќе од обраќањето на заменик председателот на владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, координација на економските ресурси и инвестиции, господинот Фатмир Битичи. Повелете. Здраво. Здраво. Благодарам. Почитувана Розана Дучек, постојан координатор на Обединетите нации во Северна Македонија, почитувани представници на дипломатскиот хор, почитувана Никица Косиникова, извршна директорка на Сдруженијето Connect, почитувани учесници и добитници на денешните награди. Благодарам на Сдруженијето Connect за иницијативата за организирање на јавен повик за доделување на награди на предводници на целите за одржлив развој на поединци, компании и млади бизнес лидери. Ја поздравувам секако оваа иницијатива и воедно им честитам на сите наградени денеска. Се радувам што конечно нашето општество се повеќе ја разбира важноста на постигнувањето на 17 цели за одржлив развој, за чие остварување имаме поставено временска рамка до 2030 година. Несомнена е дека токму ваквите иницијативи го мотивираат приватниот сектор се повеќе да се ориентираат кон работа, кон позитивно влијание на општеството и секако допринесува за остварување на овие цели. Искоренувањето на сиромаштијата и гладот, квалитетното образование, родовата еднаквост, чистата вода и околина и чистата енергија, намалената нееднаквост, достоинственото вработување и економскиот раст, иновацијата и одржливата заедница, борбата за справување со климатските промени, подобриот живот на копно и под вода, одговорната потрошувачка и производство, мирот и правдата, како и партнерствата за постигнување на целите, се наше заедничко мото и база според која мораме да ги ориентираме нашите приоритети, нашиот систем и начинот на кој што го градиме нашето општество. Владата на Република Северна Македонија е секојдневно посветена на менувањето на општеството кон подобро. И мислам дека од сите иницијативи кои што сме ги преземале и ги превземаме, тоа јасно се гледа.
Нашето залагање за зелена иднина се гледа преку константното инвестирање во енергетика и обновливите извори на енергија, како еден од нашите главни приоритети. Со донесување на стратегијата за енергија, енергетска ефикасност и обезбедувањето стабилност во снабдување со енергија на сите, веќе покажавме дека правиме значителен исчекор. Минатиот месец го представивме и интервентниот план за инвестиции 2021-2027, кој предвидува инвестиции од преку 8 милиарди евра и вклучува јавни и приватни инвестиции кои во кохезија со сегашните и идните стратегии за економски раст на земјата би требало најдобро да дадат одговор во постигнување на целите за одржлив развој. Планирани се инвестиции во повеќе сектори, но најголеми инвестиции или преку 3 милиарди евра се инвестиции во секторот енергетика, или скоро 40% од целокупната вредност на интервентниот план, што само ја потврдува нашата заложба за зелена енергија, достоинствена и пристапна за сите. Со овој обем на инвестиции нашата држава ќе биде во чекор или можеби и понапред од европските земји во адаптација кон така нареченото Just Transition. Од друга страна, преку презентираниот овогодишен оперативен план за вработување, кој изнесува преку 25 милиони евра и се опфатени преку 11.000 лица. Ја покажавме нашата главна цел, а тоа е да различни ранливи категории на невработени лица, млади лица, жени, лица со попреченост, лица кои ја загубиле работата поради корона кризата, побргу и полесно да пристапат на пазарот на труд. За прв пат во историјата на нашата држава воведуваме принцип на диверситет и инклузивност, кој ќе значи поголема застапеност на жените, но и другите различности при имплементација на мерките за вработување. Односо, за прв пат соодносот на жени и мажи, крајни корисници на оперативниот план ќе биде 60 наспроти 40. 60% жени наспроти 40% мажи. Ова е новина, секако која што сметаме дека треба адекватно да се прифати. Новина во оваа година во оперативниот план за вработување и исполнувањето на рамномерниот регионален развој, што целиот план го прави комплетно инклузивен, праведен и правечен. Истовремено започнавме и со првата фаза на националната развојна стратегија 2021-2041, која ќе го отслика долгорочниот консензус за приоритетите на државата со цел обезбедување на инклузивен, зелен и одржлив развој за сите, а особено за ранливите категории на луѓе. Овој долгорочен план за развој ги инкорпорира сите цели на одржливиот развој во себе си. Почитување. Во ова сме сите заедно. И за да се случи една промена, потребно е вистинско партнерство. Потребна е колективна ангажираност и заедничка борба. Затоа, особено ме радува тоа што гледам дека приватниот сектор се повеќе се ориентира кон одржливо работење и придонесување за подобро општество и секако мене задоволство ми е да видам дека иновациите се повеќе присутни и што сите ние се осмелуваме да се обидеме да ги направиме работите поинаку. Оваа земја е нашиот заеднички дом кој треба да го оставиме на идните генерации. А оваа планета е место за чии добробит сите делиме иста одговорност. Благодарам. Ви благодариме вице-премиере особено за поддршката, која што е исклучително значајна во остварувањето на партнерствата за да ги оствариме и реализираме целите. Благодарам уште. Благодарам. Обединетите нации повикуваат дека ова е декадата на акција. До 2030 година, земјите од светот се обврзаа да ги постигнат овие амбициозни 17 цели. За важноста на Агендата 2030 и поттикот на сите тие кои активно придонесуваат со нас,
е постојаната координаторка на Обединетите нации во Република Северна Македонија, нејзината екселенција Росана Дуџак. Madam Ambassador, please join us. Dear friends, dear partners, it's a pleasure to be here today to celebrate the award winners of today, but also to celebrate the 2030 Agenda. The 2030 Agenda for Sustainable Development was adopted by all United Nations member states in 2015. It's an urgent call to action to end poverty, to end inequalities, to improve health and education, and spur economic growth, all while tackling climate change and supporting the environment and our planet. Today's business landscape is characterized by unprecedented and a complex mix of risks and opportunities. A company's entire market can be disrupted in a matter of days related to a new technology, shortages of supplies, or changes in the supply chain. Meanwhile, consumers and investors are better informed than ever before, and they want businesses to take responsibility for our planet and for the people on it. There is a growing understanding, especially amongst business leaders and investors that are ahead of the curve, that it's not enough for companies to focus on short-term profits. They need to focus on sustainable development and communities. And they need to adapt their business models. I'm glad that we're here today to celebrate such forward-looking business leaders in North Macedonia. And I'm also glad that they will be receiving the SDG Pioneer Awards for their forward thinking. I thank them for sharing their resources and their ideas for the solutions to some of the problems of today's world. In particular, how to provide computers to every child during the COVID crisis, in particular through recycling and through crowdsourcing. Also introducing renewable energies and investing in training for the future employees. I admire the work that all of the award recipients are doing and really want to encourage all business leaders to consider doing the same to support their communities and support the Sustainable Development Goals. Thank you. Madam Ambassador, thank you very much for joining us. It was a pleasure. Thank you so much. Thank you. Организацијата на ваквите настани не би била возможна без поддршките кои што имавте можност да ги проследите во обраќањата досега. Но истовремено, за да организирате ваков настан треба да имате исклучително искуство во изминатите години, а токму Сдруженијето Конект е такво кое што работи баш во насока на целите за одржлив развој и баш во насока на се она што во текот на ова денешно наше дружење ќе имаме можност да го слушнеме низ личните искуства како на поединците, така и на компаниите. Но пред да започнеме со врачувањето на наградите, би сакал да ја поканам Никица Кусиникова, извршната директорка на Конект, да ми се придружи овде веќе и официјално. Никица, добре дојде. Добар ден, Оглен. Добро Мислам дека ќе имаме на гледачите. Мислам дека ќе имаме многу убава дружба во текот на доделувањето на овие одличија, многу убаво звучи зборот. Кажи ми, што би представувало предводници на цели за одржлив развој? Откако во 2015 година 193 земји на светот се посветија да креираат една подобра иднина, креира една визија за одржлив свет. Нашата земја исто така се посвети на оваа агенда. Меѓутоа, намалувањето на сиромаштијата, на нееднаквоста, на спречувањето на корупцијата, на климатските промени не можат да се направат доколку сите чинители во општеството не се вклучат во тој потфат. И всушност целите за одржлив развој креираа една нова ера на посветени компании, бизниси, кои што преку своето делување ќе станат дел од решавањето на овие предизвици, наместо дел од проблемите, и ќе креираат благосостојба не само за своите сопственици и акционери, туку и за пошироката заедница, особено за оние кои што се најзапоставени групи во заедницата. Денеска, на доделувањето на наградите предводници на целите за одржлив развој, им оддаваме признание на нашите компании
на лицата внатре во компаниите, како и на младите бизнис лидери, кои што, иако може би предходно не слушнале за целите за одржлив развој, преку своето лично залагање и некое чувство на припадност кон заедницата, самите во секојдневното работење постигнале остварување на овие цели и придонеле кон една таква поодржлива иднина. И тие не инспирираат на вистини и ни покажуваат како секој од нас и индивидуално и преку нашите работни колективи може да постигнеме многу за да креираме една благосостојба и одржлива иднина за сите. Кога зборуваме за индивидуалците, може би е исклучително јасно и се она што се насочува на работата на компаниите кон заедницата, кон општеството. Но што представува ова одличие за самиот бизнис? Што представуваат целите за одржлив развој за бизнисот однатре? Целите за одржлив развој се една уникатна рамка за развивање на одржлив бизнис. Во денешно време не може да се замисли одржливоста на бизнисот без одржливоста и просперитетот на заедниците во кои што тие компании делуваат. Квалитетното образование, здравието и благосостојбата, пристапот до одржливи ресурси се едноставно предуслов за да имате еден успешен бизнис. И пандемијата особено ни го покажа тоа. Се покажа дека ако немаме здравје и благосостојба, дека и бизнисот нема да просперира. Поради тоа, целите за одржлив развој представуваат една единствена рамка преку кој што компаниите на долг рок може да градат успех и во бизнисот. Она што ние како Конект правиме е да ги поттикнеме компаниите да ја препознаат оваа рамка на целите за одржлив развој како свој начин на водење бизнис и да им помогнеме во тој потфат. Она што не смееме да го заборавиме е моќта на колективното однесување. Бидејќи ниедна компанија не е сама единка во заедницата. Дека е важно да се делува во меѓусекторски партнерства, во соработка. Важно е компаниите да ги вклучуваат своите добавувачи, деловните партнери и пошироката заедница во остварување на целите за одржлив развој. И само така ќе постигнеме ваква иднина каква што сме ја замислиле. Бидејќи немаме резервна планета, денешните добитници тоа многу убаво ни го илустрираат и навистина преку заеднички напори може да постигнеме и нашата земја да е поубаво место за живење на сите. Никица, бидејќи спомена и илустрирање во очекување на сите оние приказни кои што доаѓаат токму од поединците и од компаниите, остануваш тука со мене да ме дружиш во текот на врачувањето на наградите, што е во продолжение. Благодарам, Огнен. Започнуваме со доделувањето на наградите, односно одликување на наградените за целите за одржлив развој и нивните предводници. Првата категорија станува збор за поединци вработени во компанија и тука имаме за првата награда, односно за првото лице, да не оставиме никого зад себе. Тоа е онаа главна порака која што би требало да се пренесе. Кога се прават активности за целите за одржлив развој, секогаш се мисли на сограѓаните кои што се најмногу исклучени во општеството. Во ера на пандемија, немањето компјутер значеше и немање пристап до образование и воопшто до личниот развој. Со задоволство би сакал да ви го најавам Борче Стаменов, кој со акцијата Донирај компјутер не научи дека тоа што нам веќе не ни користи, некому е од исклучителна помош за иднината. И неговата ука досега, и ќе ме поправи ако сгрешам сега во бројката, има бројка од 806 лекции, односно толку донирани компјутери. Борче Стаменов е еден од предводниците на целите за одржлив развој во категоријата поединци вработени во компанија во цел 1 свет без сиромаштија, цел 4 квалитетно образование, цел 8 достоинствена работа и економски развој и цел 10 намалување на нееднаквоста. Господине Стаменов, повелете. Вака, прво да ви се заблагодарам на цела организација и нормално за наградата што уопште земате предвид за Донирај компјутер да добие награда. Дечки, имам една идеја, но не е ништо посебно. Овака започна цела моја авантура на која на некој начин порасна во едно народно движење како одговор на цела ситуација што ни се случува во државата.
Како и секој почеток, нормално и нашиот беше тежок, но бевме упорни во намерата да ја оствариме нашата замисла, а замислата беше да се помогне за социјално загрозените семејства да добијат алатка со која ќе им се олесни учењето и на некој начин да се почувствуваат еднакви со соучениците. Со нашата иницијатива на некој начин им симнуваме на родителите едно гајле од грб. Компјутерот во денешно време не е само играчка, тоа е алатка без која не може да се замоси современото образование. Ние во Донир компјутер тоа го знаеме и се трудиме на секој начин да обезбедиме што е можно повеќе донации, како од физички лица, од фирми, од компании, амбасади и било кај да се обратиме. Одзивот секојдневно ни се зголемува, тоа се должи на огромната доверба која што Донир компјутер ја стекна во овие 5 години. Нашите донации се праќаат речиси секојдневно низ цела држава. За тоа мора да изразиме една огромна благодарност до Екологистик сервис од Скопје, кој што бесплатно ги доставуваат до крајните корисници. До овој момент имаме донирани точно 875 компјутери, за некои 2 недели планираме да стигнеме до бројка од 900 компјутери, а здравје до мојот роденден планираме да стигнеме до 1000, така да ќе биде интересно. Далеко е тоа или не? Не е нагода. Добро. Тоа е тоа. Уште еднаш да се заблагодарам за цела организација што ја земавте во предвид Донир компјутер за награда и да спомнам дека пошто цела оваа иницијатива се роди во Бидат информатика, кај што работам веќе 20 години. Благодарност и до Бидат информатика да мојот директор што има разбирање за цело ова што го работам. Благодарам. Благодариме и честитки. Продолжуваме и понатаму со првата категорија за поединци вработени во компанија. Овој пат се насочуваме кон целта 3 – добро здравје и благосостојба. Пандемијата на многу од целите за одржлив развој влијаеше уназадувачки, но ни го покажа значењето на иновациите и на технологијата кои можат да се стават во функција за заштита на нашето здравје. Нешто што во светот чини многу. Нашите здравствени институции го добија на дланка, па и буквално, од следните добитници: Ивица Поцков и Никола Глигоров од Луксико Доел Свети Николе. Ги покануваме да ни се придружат на сцената за и официјално да станат дел од новите предводници на целите за одржлив развој. Може ли да слушнеме нешто повеќе околу она што представува ваша приказна, како стигнавте до тоа да бидете предводници? Најпрво голема благодарност до Connect за наградата. Јас сум Никола Глигоров, информатички инженер. Ангажиран сум во компанијата Луксико, компанија која работи на проекти за подобрување на животната средина, преку развој на решенија за филтрација на воздухот и технологии за обновливи извори на енергија. Ситуацијата со коронавирусот, која беше закана за граѓаните и го смени начинот на функционирање на целиот свет, не натера да размислуваме на решенија со кои би дале наш придонес во борбата против COVID-19. Конструиравме два типа на уреди, ги нарековме UV Guard и Plasma S, со кои имаат за цел двата уреда да вршат ефикасна дезинфекција на површини воздух со користење на UV зраци и негативни иони. Во тој период не беше достапен ни сличен ваков уред на пазарот. Добро, Ивица, може би уште нешто подетално, дополнително? Јас најпрво сакам да изразам големо задоволство за наградата на Друженијето Connect, Швајцарската амбасада и Обединетите нации, што ја препозна нашата работа. За нас оваа награда значи голема мотивација, мотив и потик за воиднина, за да може уште поефикасно и уште понапорно да работиме. Значи, уредиве што ги конструиравме се високоефикасни уреди, за многу кратко време дезинфицираат големи површини, со тоа што со еден уред, тие се подвижни, мобилни, имаат вградени батерии, се контролираат од далечине, целосно се безбедни и со еден уред може да се дезинфицира за неколку часа цела здравствена установа. Овакви уреди ги опремивме околу 30 здравствени установи и центри за лица со преченост. Паралелно, како што спомна Никола, развивме уште еден уред кој го нарековме Plasma S, кој работи на комбинирани технологии на негативни иони и UV зраци. И тоа е со многу поголем капацитет и е наменет за фабриките, со тоа што исто за кратко време може да дезинфицира простори и работни простори, погони на фабрики каде што работат луѓе,
со тоа што на некој начин да ги заштитиме тие вработени, а во исто време да помогнеме и на стопанството во овие тешки услови за работа. Ја би сакал да порачам, значи да пратам една порака дека сите ние како индивидуалци може да направиме влијание и промена во општеството со поставување на јасна цел и улога, да работиме за да ја реализираме таа цел. Многу е важно да ги игнорираме негативците и со работење и стремење храбро кон реализација на таа цел да направиме вистинска промена со тоа што промената сама ќе си дојде сама по себе. Индивидуалното однесување и општествено однесување. Благодариме многу, уште еднаш честитки и да продолжите така и натаму во својата акција и во својата мисија. Благодарам на вас. Благодарност. Во втората категорија на компании, започнуваме со оние кои што први примаат награда, а тоа е за целта број 4 за квалитетно образование. На пазарот за труд се помалку се наоѓаат кадри од електротехничката струка. Програмата за дуално образование на ЕВА на Македонија АДА Скопје, која е прва ваква реализирана во земјава, веќе 4-та година успешно се спроведува во Скопје и 2-та во Гостивар, а за ова сведочи зголемениот интерес, но и бројните признанија во земјата и во странство. Како држава, се соочуваме и со големиот одлив на мозоци од токму ваквите исчекори на општествената одговорност на македонските бизниси, прават напори за спречување на ова. Председателот на управниот одбор на ЕВА на Македонија, господинот Штефан Петер, ја објасни важноста за тоа да се биде предводник на целите за одржлив развој и ќе проследиме во приложение. EVN, as the national electricity provider, serves more than 700,000 household customers and employs almost 2,000 workers. Building and maintaining the nationwide infrastructure requires enormous technological equipment, but even more human engagement. Our employees perform complex tasks that require experience and knowledge, safety and quality. As our most experienced employees were getting older and closer to retirement, and the market was offering less and less qualified workforce, we turned to secondary education to search for solutions. We found a partner in the Technical High School Michaelo Pupin, where we developed our pioneer project for dual education, the 2020-20 program. Providing our expertise from Austria, we adapted their existing program for electrical technicians. Now the new curriculum is taught in a specially equipped classroom and the practical work is performed on a newly built outdoor polygon. Our employees became mentors and the students spent a lot of their time on the real network. During the pandemic, students were provided with tablets and access to an e-learning platform. We started in 2017 and today the first generation of graduated students already work in the company. The program is now part of the regular education and the Technical High School in Gostiva, where the curriculum is taught in Albanian language, has also joined the program. Girls are especially motivated to enroll as part of our Women in Energy efforts. The project 2020-20 of EVN Macedonia is actually an investment in the future of young people. It prepares students both for the theoretical part and in practice. So in this way, professional and quality staff for the labor market is created. And the best part is, after graduation, these students immediately receive a job offer and by that fighting youth unemployment. Во втората категорија компании продолжуваме понатаму со нешто што е реткост, каде што компаниите кои умеат да ја видат улогата во мноштвото цели за одржлив развој и притоа постојано и посветено да работат во насока на нивната примена, следејќи ги резултатите, се исто така ретки. Оваа компанија работи во однос на неколку цели, и тоа цел 3 добро здравје и благосостојба, цел 4 квалитетно образование, цел 7 чиста енергија, цел 9 индустрија, иновација и инфраструктура, цел 10 намалување на нееднаквоста, 11 одржливи градови и заедници, потоа 13 климатски промени и целта 17 партнерство за остварување на целите.
Оваа компанија е предводник затоа што покажува конкретни резултати, ги спојува со својата основна бизнис дејност, носи нови технологии, а при тоа соработува и со други чинители, за што повеќе ќе слушнеме од главниот извршен директор на Македонски Телеком, господинот Никола Љушев. Повелете. Добар ден, честитки за наградата и со успех, Никица. Може да слушнеме и повеќе од вашата приказна. Чест ми е, се разбира, и големо задоволство во името на Македонски Телеком, во името на нашите вработени, да ја примам оваа награда за компанија предводник на целите за одржлив развој. Ова е недвосмислено голема поддршка за нас и валоризација на нашите континуирани заложби за да направиме едно убаво општество за сите нас. Како водечка компанија за иновации, нашата борба за здрава животна средина е да искористиме технологијата во корист на општеството како целина. Во имплементација на целите за одржлив развој делуваме во два стратешки правци. Првиот приоритет е така наречената ESG агенда, која што се состои во превенирање на климатските промени и ефикасно искористување на ресурсите. Во овој контекст целосно сме посветени како компанија кон намалување на емисијата на јаглерод диоксид, во процесот на обезбедување на услуги кон крајните корисници со користење на енергија од обновливи извори. И се разбира, воведување на енергетски ефикасни мрежни технологии кои што ќе поддржуваат зелената агенда. Во фокусот на нашето портфолио се наоѓаат и клауд услуги и услуги на паметни градови кои што овозможуваат ефикасно искористување на ресурси и ефикасно искористување на енергија. Веќе ги опремивме првите неколку општини во нашата држава со интелигентно осветлување и се разбира би сакале да го прошириме, да прошириме ова одржлива технологија во многу повеќе општини понатамо. Долги години во наш фокус е и премостувањето на дигиталниот јаз и дигиталната инклузија во едно брзо растечко дигитално општество. Постојано работиме на сосадеме еден свет на подеднакви можности, еден подобар свет во кој што се грижиме да изнајдеме и дигитални решенија за луѓето со попреченост. Се обидуваме да се вклучиме и во глобални кампањи, каде што работиме на опциите на младите, да им го оставиме едно поинклузивно, едно поотворено дигитално општество, каде што нивниот креативен потенцијал ќе може да дојде до израз. Силно веруваме дека со нашата мисија да ги поврземе сите, ќе направиме позитивна промена и ќе дадеме можност и сите други да ги користат придобивките на денешнината. Ова е наша задача, ова е наша мисија која што ја прифаќаме одговорно. И денес и утре остануваме посветени да делуваме и да ја направиме иднината дигитална, но не само дигитална, јас би рекол се треба да биде и побезбедна за сите нас. Ви благодарам. Благодарам многу, господине Љушев, и продолжите во она што го имате поставено како цел, за да биде и одржлив развојот. Ви благодарам вам. Благодарам многу. Во втората категорија компании. Сите сме свесни за проблемот со загадувањето на воздухот, но малкумина знаеме што можеме лично да направиме околу тоа. Нашите следни предводници ја ставија на располагање својата мобилна апликација и експертиза за да не предизвикаат нас, граѓаните, да избереме велосипед наместо автобус и да одиме пеш наместо со автомобил. За Челенџер и за тоа како се ова функционира и за целите број 11 одржливи градови и заедници, број 13 климатски промени и број 17 партнерство за остварување на целите, ја поканувам коосновачката на Green IT до Скопје Олга Рајчиќ. Повелете. Честитки за наградата, да ви се множат и да се гледаме почесто. Дај Боже. Никица? Честитки. Фала ви многу. Многу ни значи. Ајде да видиме за како тоа се функционира, да слушнеме малку повеќе, Олга. Да, пред се сакам да се заблагодарам на Конект што ни даде вакво признание, да бидеме предводник компанија, иако сме многу мала компанија, на некој начин стартап, кој што реши да направи нешто за климатските промени и за одржливиот развој и одржливи градови.
Па нашата приказна започна многу спонтано. Четворица млади луѓе се запозна и решија да го искористат дигитални решенија, да допринесат нешто за еден од главните проблеми во градот кој што живееме, Скопје, тоа е разградувањето. И решивме да ги предизвикаме нашите сограѓани и да им покажеме дека секој еден од нас може да направи промена со дури една мала активност. Како функционира Challenger, мобилната апликација, ги предизвикуваме луѓето да пешаче да возат велосипед. Сега наскоро велосипедот ќе биде активиран, до сега не беше активиран. И за секој поминат зелен километар, како што ние сакаме да кажеме, се добиваат поени. А поените се разменуваат за попусти во локални бизнеси. Едноставно со оваа апликација ги визуализираме поединичните активности и како ние правиме импакт или влијание на животната средина и ги намалуваме CO2 емисиите во воздухот, односно оние штетни емисии кои што ние ги правиме со начинот на транспорт. Затоа ги предизвикуваме луѓето да ги заменат своите навики, односно да бидат малку поопштествено одговорни. Многу е важно дека сакаме да покажеме дека секој еден човек вреди за една голема промена. И нашиот тим сака да каже, и ние, тоа е нашата препорака према сите, дека треба да размислуваме глобално, да делуваме локално. Challenger почна со 1 километар, со еден корисник, со 1 килограм заштедени CO2 емисии. Сега заедно со 40 локални бизниси, со 6000 корисници, стигнавме до поминати пола милион зелени километри. За 80.000 килограми заштедени CO2 емисии. Ние имаме локални супер екохерои, само што е време да ги покажеме, јавноста да дознае за нив и што повеќе бизниси да се вклучат, бидејќи заедно како заедница, општествена заедница, можеме да направиме многу заедно. И затоа сметаме дека секој поединец треба да се вклучи, затоа што заедно многу правиме поголеми промени, заедно сме посилни. Благодарам многу, Олга, ви честитам и искрено се надевам дека ќе поттикнете и многу други стартапи кои што ќе работат токму во насока на целите за одржлив развој. Јас се надевам. Благодарам многу. Благодарам и на вас. Во втората категорија компании, да се биде голема компанија носи и огромна одговорност, како кон вработените, така и кон целата заедница. А ваквите компании секогаш своите делувања ги насочуваат кон повеќето од вкупно 17 цели за одржлив развој. Доброто здравје и благосостојбата се дел од нивната мисија, а особено во услови на пандемија во кои функциониравме измината година и пол. Во оваа компанија исклучиво инвестира и во квалитетното образование, нивните вработени, економскиот развој, одговорната потрошувачка и производството. Во година кога одбележуваат 85 години од своето основање, одлично се надоврзува и ова признание што се надеваме дека ќе биде долгорочен мотив за одржливиот развој да продолжат да го применуваат како начин на нивно работење и да ги поттикнат и другите компании преку синџирот на добавувачи. Го покануваме менаџерот за човечки ресурси во Алкалоид АД Скопје, господинот Никола Ефтимов, да ни се придружи на сцената. Да ја подигне наградата. Верете. Честитки за наградата. Благодарам. За успех. Никица. Честитки за наградата. Благодарам, Никица. Така. И благодариме многу. Благодарам. И во втората категорија на компании имаме цел 11 одржливи градови и заедници. А која компанија за оваа цел? Сите би сакале повеќе да рециклираме и селектираме отпад. Управувањето со отпадот е голем предизвик во услови кога заедниците треба да научат зошто тоа треба да се прави внимателно и посветено. Компанијата која денеска станува предводничка на целите за одржлив развој во целта 11, преку награди, стимули, инвестиции во инфраструктурата, нови технологии и соработки со други го менува менталитетот и овозможува да го селектираме отпадот кој потоа дава можности за унапредување на животната средина и на урбаната заедница. Одличието ќе му биде врачено на господинот Филип Ивановски, директор на Пакомак ДОО. Поверете, господине Ивановски. Честитки за наградата, за одличието. Никица официјално врачува. Благодарам за наградата. Голема чест и задоволство ни е што Пакомак е избран за во категоријата компании предводници на целите на одржлив развој. Како во изминативе десетина години ќе продолжиме и понатаму да ги поддржуваме сите проекти и активности не само на она што ни е наша кор бизнес и кор задача,
туку и на други невладини организации, институции кои како цел имаат подобрување на животната средина. Одржливиот развој неминовно се поврзува со креирање технологии, користење чисти енергии, процеси кои не генерираат многу отпад или тој отпад што го генерираат мора задолжително да се рециклира. И ние тука се наоѓаме исто во тој ланец, си ја наоѓаме нашата улога. Пакомак е перцепирана од граѓаните како компанија која се занимава со рециклирање на отпад, но наша цел како компанија е да бидеме перцепирани од граѓаните како компанија која се грижи генерално за животната средина, не само за рециклирањето на отпад. И токму затоа ќе продолжиме да соработуваме со широк фронт на, би рекол, и државни институции, и невладини организации, млади предприемачи, артисти, планинарски друштва, спортски клубови, бидејќи сметаме дека само со вклучување на што поголем број граѓани можеме да промениме свеста кај луѓето, да биде поеколошка, да биде развиена до ниво да животната средина ни е еден од главните приоритети и веруваме дека до сега добро тоа го работиме, веруваме дека ќе продолжиме тоа добро да го работиме, бидејќи секоја промена започнува од нас, значи треба и како граѓани и како компании да работиме максимално на тоа. Благодариме господине Ивановски уште еднаш и останете и понатаму на вашата мисија за целите за одржлив развој. Благодарам и ова го сметаме како поддршка да продолжиме понатаму. Одлично, се радуваме поради тоа. Во првата и втората категорија, а пред доделувањето на признанијата кои што ги имаме за поединци и компании, имаме уште една трета официјална категорија. Третата официјална категорија е за млади бизнис лидери до 35 години. И тука доделуваме само едно одличие, а тоа одличие се однесува на две цели, и тоа целта 11 одржливи градови и заедници и целта 13 климатски промени. Многу е тешко да се разбере нешто што не е видливо. Мерењето и транспарентното објавување на податоците за загадувањето на воздухот ги тера граѓаните да се погласни, институциите да се поактивни, а загадувачите да се освестат и одговорно да се однесуваат кон одржливоста на урбаните заедници. Предводникот во оваа категорија не беше воопшто познат на јавноста, се додека не ја создаде мобилната апликација Мој воздух, која ја промени свеста на граѓаните и институциите. И затоа го поканувам да ни се придружи господинот Горијан Јовановски во ова друштво на предводници на целите за одржлив развој. Повелете. Прекрасно, ти благодарам многу, Огнен. Честитки многу за наградата, Никица официјално ја врачува. Фала ви многу. Повели Горијан. Ти благодарам прво за прекрасниот повед. Мене ми е навистина драго прво да примам оваа награда и дека овие 7 години јас работам на темата за борба против аерозагадувањето. Идејата ми е дека со помош на отворени податоци, со помош на апликација која што денеска сите имаме телефони во нашите џебови, може да директно да дознаеме каков е воздухот што го дишаме. Апликацијата почна во Скопје. Се прошири низ целата држава, но денеска многу ми е драго што се користи ни 45 земји во светот со над пола милион преземања на истата апликација, па можеби годинава и милиончето ќе го стигнеме. Ајде. Со надеж. И тоа сакам да го предводам како пример. Дека, иако можеби сме мала држава, иако можеби не сите не знаат, имаме многу големи шанси да успееме и надвор од државата преку вакви мали бизниси кои што се обидуваат да помогнат на животната средина, да помогнат на унапредување на квалитетот на животот кој што го имаме сите ние околу. Така што се надевам дека ќе дишеме чист воздух, се надевам дека можеби еден ден нема да има потреба за апликацијата Мој воздух, но до тогаш остануваме посветени на борбата за чист воздух и против аерозагадувањето и се надевам дека ќе дишеме чист воздух наскоро. Горијан, твоите надежи се надевам дека ќе станат реалност и твоите заложби ќе бидат примери за многу други. Ти благодарам уште еднаш и честитки. Фала ви многу. Благодарам. Во овој дел ќе ги доделуваме признанијата кои што се даваат во втората категорија на компаниите. И токму следните компании се исклучително значајни за целите за одржлив развој кај нас. Ги поканувам да ни се придружат и да ги примат своите одличија. Макпетрол, АД Скопје. Честитки за признанието. Честитки. Велете.
Честитки. Мак Прогрес до Честитки за признанието, повелете. Ван Хол Македонија доел. Честитки. Кам. Честитки. Повелете. Шпарка се банка Македонија Ада Скопје. Честитки. Се успех. Пивара Скопје Ада. Честитки. Честитки. Повелете. И Меѓународни училишта Нова. Честитки. Честитки. Повелете. Исто така, добитници на признанија во оваа втора категорија на компании се и цементарница Усиада Скопје и Sun Smart Соларни системи Скопје. Нивните признанија ќе бидат врачени дополнително. Им честитаме и ние. А во доделувањето на признанијата исто така, освен на компаниите, имаме и доделување на поединци, токму во однос на целите за одржлив развој. И затоа би сакал да ги поканам да им бидат врачени и одличијата за предводници на целите за одржлив развој на Ана Дангова Хук од Адвокатското друштво Интерпарте Скопје. Повелете. Честитки. Честитки, ви благодариме. Потоа Марија Георгиевска од Наша ТВ. Повелете, Марија. Честитки, Марија. Ви благодариме. И Момир Поленаковиќ од PricewaterhouseCoopers Норт Македонија. Честитки. Честитки. Освен на овие тројца кои што ги добија своите признанија лично, дополнително имаме и две признанија за Ѓорги Трајковски од Македонски Телеком, како и Јасна Величков од Арел Невромаркетинг, но нивните признанија дополнително ќе бидат врачени. Денеска слушнавме многу инспиративни примери кои што може да се следат, но Конект ви нуди конкретни можности во кои може да се вклучите. Бизниси, непрофитни организации, институции, граѓани и медиуми. Сите ние можеме да соработуваме за да направиме исчекор кон опиплива промена. А како? Да слушнеме во продолжение. Сигурни сме дека се инспириравте од убавите примери на предводниците на целите за одржлив развој. Ако сакате и вие да бидете дел од нив, придружете се на една од локалните меѓусекторски иницијативи, што ги поттикна Конект. Квалитетно образование, низ специјални програми и едукација, младите ќе ја зголемуваат нивната вработливост и ќе се охрабрат да бидат ангажирани граѓани во заедниците. Обуките на Global Shapers Hub Скопје се на различни теми и ги надополнуваат недостатоците на вештини и мотивација. Достоинствена работа и економски раст. Некои пазари во пандемијата се празни, но вкусната храна произведена од вредните жени земјоделки преку интернет може да дојде на нашата трпеза. Рурална коалиција Куманово подготвува е-пазар што ќе даде можност за задржување на работата и ќе го намали товарот на жените од нашите села. Здравје и благосостојба. Центарот за деца од улица во Шуто Оризари се грижи за децата најзапоставени во нашето општество. Тие наши сограѓани немаат како да се информираат за опасностите од COVID-19 и како да се заштитат себе си и своите семејства. На едноставен и разбирлив начин, Центарот се грижи за нив. Свет без глад. Мама Органа гради екоурбана градина на органска почва во градот со нашите сограѓани што се соочуваат со глад, кои ќе може самите да си произведуваат храна. Ке имаме можност да купиме од вишокот храна и на тој начин да им овозможиме самите да си заработат за живеачката.
Иницијативите се поддржани од Германското друштво за меѓународна соработка ГИЗ. За повеќе информации, контактирајте ги Connect. Се надевам дека во изминатиот период ги проследивте сите оние најважни моменти кои што представуваат поттик за сите нас заедно. Ако не до 2030-тата, барем побрзо да ги оствариме целите за одржлив развој, кои што многу компании, многу индивидуалци, па дури и млади бизнис лидери до 35 години ги прават, ги спроведуваат и притоа ги поттикнуваат сите околу нив истото да го сторат. И се надевам дека сите овие приказни кои ги слушнавте ќе ви дадат и вам поттик и дека можеби токму на следното доделување и следното одликување на нови предводници на целите за одржлив развој, токму вие ќе бидете едни од нив. Никица Кусиникова, извршната директорка на Connect. Никица, мислам дека имавме можност да слушнеме многу инспиративни приказни и се надевам дека сте задоволни од Connect за се она што е исход на денешното дружење. Секако, Огнен, како што кажа и ти, доколку и останатите компании и поединци во секојдневното работење се стремат да ги остварат целите за одржлив развој и ги следат предводниците кои што денес ги видовме, мислам дека навистина ќе бидеме на правиот пат да си креираме една поубава иднина за сите. До третата гала церемонија за одликување, мислам дека е редно да ги поздравиме и гледачите. Никица, ти благодарам многу. Благодарам, Огнен, и на тебе и на гледачите што не следеа денес. Ве поздравуваме и останете и натаму достојни на спроведувањето на целите за одржлив развој.